Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со програмата на К3 телевизија. Овој ден и овој еден час денеска ќе го посветиме на една тема за која слободно можам да кажам дека за жал е секојдневие на денешницата. Моето студио денеска е полно со гости. Да се биде видлив е проектот кој што е во организација на Сдруженијето Ромска организација на жени од Куманово Даја. Пред да започнеме конкретно со проектот, значи најпрви сакам да ги поздравам гостите во моето студио и сакам накратко, како што напоменав, се работи за проект на Даја, па сакам накратко гледачите наши да ги запознаеме со Даја, баш со организацијата. За каква организација станува збор и збор 2 за неја. Ја благодарам. Најпрвин сакам да ви се заблагодарам што не поканивте и што одвоивте простор за нас да бидеме ваши гости. Да кажам за нашата организација, иако сите знаат за нашето постоење, дека постоиме од 93 година, за некој ден ќе наполниме 25 години од постоење. Организација која е меѓу првите во Македонија како ромска организација и како ромска женска организација. Тоа можам слободно да кажам дека први сме во Балкан како ромска женска организација. Даја работи на еманципација на жената ромка, тоа уште од почетокот, тоа ни е мисијата и се уште е истата мисија, бидејќи сметаме дека жените се најзапоставени, а и образованието е на многу ниско ниво и затоа нашата мисија е таа за да работиме на еманципација и на образование и сметајќи дека еманципација не може без образование и затоа паралелно го работиме тоа. Инаку имаме многу проекти реализирано, имаме соработка со многу невладини организации во градот, надвор од градот, надвор од нашата држава, имаме соработка со институциите, во локалните институции. Како сте задоволни од таа соработка до сега? Па, како да ви кажам, успеавме да бидеме добри, блиски соработници со институције. Сакам да искористам прилика и да ги поздравам институциите што се тука присутни. Навистина имаме добра соработка и успеавме да бидеме блиски за тоа што имаме исти проблеми, не засегаат исти проблеми, дури имаме институции што доаѓаат кај нас и седиме, дискутираме, ако не засега исти проблем, дискутираме и бараме решение како заеднички да го решиме проблем. Затоа јас сум навистина задоволна од соработка од институциите што се во нашиот град. Така, само да ги запознаеме гледачите дека вие сте председател на Сдруженијето Даја.
Значи, да погледнеме за каков проект станува збор. Значи, со нас тука е и Перица Спасовски, правник во ДАЈА. Перица, ке не кажете вие за каков проект станува збора? Која е целта на овој проект? Каде го гледате овој проект вие во иднина? Благодарам исто така за одделеното време и простор. Нашиот проект што започнавме сега со имплементација се нарекува, називот му е да се биде видлив и како таргет група ни се луѓето кои што постојат во нашата заедница, кои фактички се тука покрај нас, секојдневно ги сретнуваме, меѓутоа правно не постојат, немаат лична документација. Сите оние луѓе што ги нарекувавме фантоми, дека фактички постојат, правен субјективитет немаат. Тоа ни беше намера да им излеземе во пресед на тие луѓе и да дадеме наш допринос како невладин сектор во соработка со државните институции, да бидеме сервис на граѓаните и да им ја дадеме потребната услуга за тие луѓе да станат видливи, да добијат правен субјективитет и да станат рамноправен дел од нашата заедница. Кога го работевме предлог проектот, проценивме дека има потреба за таква активност во нашата заедница. Никогаш немаше точно некоја бројка колку такви луѓе постојат општо во Македонија, а посебно во општина Куманово, и ние се нафативме со еден проект каде што први ќе направиме регистрација на сите тие луѓе, значи ќе ги препознаеме на терен, а потоа во соработка со тука присутните државни институции да го решиме нивниот проблем. Значи тие да си добијат свој извод, да си добијат своја лична документација со која што утре понатаму ќе може да ги користат сите своји права што ги дава законот, а кои што сега не може да ги користат затоа што прво немаат идентификациона исправа. Значи немаат никаква исправа со која што може да го докажат свој идентитет. Понатаму за да ги докажат сите своји права. Овој проект не е како субгрант на поголем проект кој што се спроведува на територија на Македонија. Тој е под називот Надвор од кругот, невидливи во општеството и го имплементира организацијата ИНСОК од Скопје. Самото траење на проектот ќе биде 9 месеци, со тоа што започна од 2 април со спроведување, а ќе заврши до крајот на годината до 31 декември. Во тој период сме упатени на соработка со државните институции од една страна, од друга страна ќе имаме постојано активности на терен меѓу обичните граѓани, каде што преку одење што ведеме акција од врата до врата, ќе гледаме да ги регистрираме сите оние кои што имаат недостаток во својата лична документација, во работа со секој случај одделно, да видиме што е конкретниот проблем и потоа ќе бараме конкретна помош од државните институции кои што се компетентни за тоа. Како сами активности на проектот, први ќе започнеме со зголемување на јавната свест. Сакаме да ја покачаме свестот први на самите граѓани кои што немаат лична документација, да им докажеме дека таа е неопходна, дека ќе мора да се стекнат. Секако е тоа трнлив пат што мора да се измине, нема тука нешто забрзана постапка или нешто на пример дека нешто преку ноќ им се смени доколку тие веќе со децени назад немаат, меѓутоа ќе мораме да започнеме, ќе мораме да ги решиме. Тука ќе имаме ТВ дебати како што е ова, ќе имаме понатаму кружна маса, конкретно ќе делиме и флаери со кои што ќе има инфосодржина со која што ќе сакаме да ја подбоцнеме таа тема и да започнеме да им даваме конкретни информации што и како да се обратат и во која постапка да ги остварат правата. Ќе имаме активност врата до врата, за да ги препознаваме и потоа конкретно со сите тие случаи ќе се појавуваме во државните институции, ќе бараме нивните барања да бидат прифатени и потоа да се започне постапката која што сметам дека ќе може на задоволство на крајните корисници да се заврши со конкретна документација. Така, во овој проект се соработуваат надлежни институции, повеќе надлежни институции како од МВР, од социјалната служба, народен правобранител, матична служба од МВР, како и невладени организации. Еве, на пример, имаме Срđan Рашити, правник во Центар за социјални работи, само ќе го земете микрофонот, правник во Центар за социјални работи. Вие како институција, што ќе придонесете и како планирате за да помогнете нова организација за решавање на овој проблем?
Најнапред добро утро на сите и на вашите гледачи, на сите присутни овде во вашето студио. Ви благодарам на одделеното време за начнување на една доста битна тема како што е ова за денес што разговараме. Така. Центарот за социјална работа во склоп на своите надлежности и активности активно работи на оваа проблематика, како што и претходно кажа колегата Перица Спасовски. Значи, овој проблем е повеќе децениски проблем и се наследува генерацијски од генерација на генерација. Мислите ли дека оди кон подобро или само се наследува во оно исто? Вака. Значи, најнапред морам да кажам дека кон подобро мора да оди. Не дека ние сакаме, така ни налага и околината и начинот на живење да секој еден граѓанин на Република Македонија е потребно да има документ. Так. Значи, поседување на лични документи не значи ништо друго, туку воспоставување на една правна врска помеѓу државата и граѓанинот. Така. Сега, мора да кажем дека постојат повеќе случаи, ние секогаш разговараме на сите наши настани дека е потребно да се изнајде некое системско решение на овој глобален проблем, да кажам. Меѓутоа, да се униформира решение за сите случаи е тешко. Секој случај е приказна за себе. Јас можам да споделам од мојата секојдневна работа со нашите граѓани што доаѓаат во нашата институција. Јас како правник, значи, се трудам да им помогнам. Имаме повеќе случаеви, затоа и кажа се наследува генерацијски. Уште од самото осамостојување на Република Македонија и одделување од Југославија, дел од граѓаните останаа да живеат на овие простори. Уште од тогаш можам да кажам дека почнаа зачетоците на овој проблем, немањето на таа документација. Зборувам за постарите граѓани. Од поновата историја, да кажам, е 99-2000 година. Конфликтот Косово, миграции во Македонија на тие граѓани кои што одлучија да мигрираат тука и да останат да живеат и да формираат своји семејства. Дел од нив се родија тука, не беа впишани во матична книга на родени, дел од нив станаа полнолетни и формира и своји семејства и тие деца не се евидентирани во матичната служба на родени. Доволно е, значи јас не би сакала да зборувам, бидејќи ова е доста додирни точки, имаме сите говорници овдека и сигурен сум дека ќе се повториме во дел од нашите дискусии. Меѓутоа, генерално кажано, доколку постои добра волја и координација и соработка помеѓу сите институции, може да се изнајде решение. Имате ли конкретен план како сето тоа ќе се одвива? Па вака, пак ќе напоменам, ние имаме многу добра соработка со Управа за водење на матична книга на родени. Така. Мене воопшто не ми е проблем дури лично да отидам кај вработените таму, да поразговараме, да изнајдеме, значи секој еден случај е приказна за себе. Так. Сега можам да спомнам еден случај без наведување на лични имиња. После 17 години се јави потреба да се извади патна исправа, меѓутоа се најде проблем. Дете кое што е родено во Република Македонија има доказ некој дека е родено, меѓутоа нема картонче дека е родено за новороденчиња. Мајката по раѓање го остава во семејството на таткото, кој што исто така нема документи и си заминува во Република Србија, таму се маши. 17 години нити се појавува мајката, нити го запишува тоа дете во матична книга на родени. Ни доаѓа тетката, така наречена тетка, бидејќи немаме доказни дека таткото е татко, детето нема никаков документ. Со барање да му издадеме извод, со барање да му издадеме патна исправа согласност да извади, со барање да се постави старател во посебен случај, бидејќи тоа ние го правиме. Меѓутоа наидуваме на една бариера и блокада да не може да се отпочне постапка, бидејќи мајката ќе мора лично да дојде тука и да го запише детето. Значи тоа не е генерален проблем. Овие, како да кажам, административни проблеми, како правник зборувам, може да се изнајде решение доколку настанат измени во законите. И да се понуди опција да не мора и мајката само како мајка да го запишува своето дете во матична книга на родени, туку да може да има таа опција и таткото како родител.
Така. Значи тоа. Добро, како што напоменавме, тука имаме и од народен правобранител, односно заменик на народен правобранител Насер Весели. Како вие планирате, еве, исто прашање, да помогнете во решавање на овој проблем? Што ќе дадете од себе? Кои се вашите планови? Првин добар ден за сите. Поздрав до вашите гледачи и благодарам на поканата. Ќе се обидуваме во ова племенита И не ви е потребен на вас микрофон. племенита мислим програма, како сакаме да ја нарекуваме можеме, меѓутоа јас би не сакам да бидам многу оптимиста. Така. Само оптимист ќе бидам под еден услов. Значи, повеќе треба да се запрегнуваме сите, да работиме како што треба, пошто јас се враќам малку поназад, 2004-2006 имаше, мисле во тоа време, дека проблемот со државјанството ќе се исцрпува. Имаме многу погоден закон, меѓутоа, за жал, уште денеска се уште не е решен. Не е мал број на граѓани кои не го решиле тој проблем. А проблемот за кој што зборувам уште по-специфичен по мене е, значи едниот и другиот и многу други проблеми со идентификацијата на луѓето, со, како што кажале во почетокот, невидливи фантоми, дури срам ми е да ги нарекувам така, ама друг начин не можеме да најдеме. Так. Веќе 28 години, 25 уствари, значи од стапување на сила на законот за државјанството, за државјанство на Република Македонија, луѓето си имаат големи проблеми. Ние како народен правобранител, како и секогаш, секојдневната работа ќе работиме. Значи, граѓаните за да ги остваруваат правата од ова што треба да се запишуваат пред се како почетен чекор во матичните книги, да добиваат извод од матична книга на родени. Нормално ние ќе стапуваме во тој момент, ќе настапуваме во тие моменти кога државните органи, другите не си ја завршуваат својата работа како што треба. Односно, ќе се обидуваме да им помагаме на граѓаните, освен, значи, кога ќе настапуваме и стапуваме пред другите органи, кога тие не ја извршуваат работата како што треба. И во случаеви, ако некој од граѓаните бара евентуално упасва помош и така натаму. Во почетокот не би се задржувал повеќе, само кога ги спомнувам органите, не сакам да ги критикувам, пошто и ние на некој начин сме орган, иако независна институција сме, ми се чини, него сигурен сум дека многу по-успешни од сегашната пракса, меѓутоа и општо познатите работи во секое општество, рестриктивно толкување на правните норми кога органот, односно поединецот одлучува, ми се чини за овој случај малку по малку треба да бидеме рестриктивни во толкувањето на правните норми кои се однесуваат на ова проблематика, односно на ова област. Јас само имаше неколку случаеви, еве на пример без имиња, како што рече, без и точна идентификација на случаевите. Имаме еден случај, неколку, меѓутоа едниот беше веќе бизарен. Значи не може во матичната книга за евиденција, не е крива институцијата. Некој матичар таму му кажал на странката не може да се запишува за тоа што мајката нема државјанство на Република Македонија. Врска нема тоа. И после многу брзо го решивме тој проблем со господинот директор, меѓутоа не треба ние да дојдеме токму поради тоа рестриктивно толкување на правните норми, значи доаѓаат до проблемите. Так. А тие има и тешки проблеми, меѓутоа ние од ич проблеми да не ствараме проблеми и тоа или од лесни проблеми да не ствараме тешки проблеми. Тоа ми се чини дека најдоброто решение. Така, тука со нас и од МВР, Виолета Богдановиќ, одсек за превенција. Добро утро е за вас. И еве да ни кажете и вие, исто како нив, како ќе се вклучите во ова акција, што ќе дадете од себе за да се реши овој проблем? Најпрви поздрав до гледачите, поздрав до гостите во студиото, до вас што еве заедно со Даја најдовте простор и време јавно да се проговори за овој проблем, бидејќи е многу битно да постоиш, а да немаш свој идентитет. Сигурно дека е
тешко во работата на институциите кои ќе има такво лице, но најмногу за оној кој што е погоден со тоа за самите граѓани. А тука пред се, како што рекоа претходните гости, погодени се и цели семејства, меѓутоа најмногу се погодени најмладите малолетните лица, затоа што ако родителите не се запишани во никаква евиденција, немаат никаков документ, тие и детето не го запишуваат. Да. Овој проблем претходните години беше многу повеќе изразен и преку неколку вакви акции направени на државно ниво се намали таа бројка, меѓутоа сепак постои и тоа навистина една солидно добра бројка со која што треба да се работи на начин што еве преку вакво информирање, преку непосредна работа на терен, ќе се идентификуваат тие лица кои се и ќе се поттикнат сами да се пријавуваат. Значи да им се понудат олеснителни можности и начини на кои што може да се запишат во управа за водење на матични книги на евиденции на граѓани во соработка со Оделение за управни работи во Министерството за внатрешни работи. Значи во прибирање на документација, одредување на матичните броеви, понатаму вадење на сите легални документи. Не се во прашање само малолетни лица, туку и возрастни полнолетни лица со кои што ние во секојдневното работење често имаме проблеми. Значи при утврдување на идентитет на лице по разни основи, согласно овластувањата на полицијата за работење по закон за полиција, доколку лицето нема документ за идентификација, а се користи документ кој што е важечки, кој што има фотографија, идентитетот се утврдува по пат на друго лице кој што има веродостоен документ и ќе потврди дека тоа лице е тоа. Меѓутоа се случува и кога нема кој да потврди кое е тоа лице, па тогаш веќе има друга постапка да се приведува, одреден временски период да се задржи, да се изнајде некој начин, било како да се утврди дека тоа лице со такво име и презиме и каде живе. Сега посебно проблем се јавува кога лица без документација, без идентитет, ќе се јават како сторители на кривични дела. Значи тука веќе имаме по негово лице без државјанство, без извод на родени, дојден од друга држава, живее со години во Република Македонија, значи постоја законски процедури, се изготвува идентитетна листа со отпечатоци од лицето, со негова фотографија, со податоци кои што тоа ги дава, и ако има некој да потврди дека тоа лице со тоа име и презиме, се прави идентитетна листа и врз основа на тоа понатаму се постапува со лицето како такво што се кажува, меѓутоа тоа не е решение. Секој треба да има извод на родени, одреден матичен број ако веќе живее во Република Македонија. За државјанството понатаму е друга процедура, не мора да има државјанство на Република Македонија, а има други основи по кои што може тука да живее и да престојува. Тоа е веќе во домен на полициското работење, а од друга страна, ако нема документ, не може да се запише во образовните институции, па дури ако тоа се направи само со кажување име и презиме, сепак понатаму нема лицето документи. Не може да стекнува ни свидетелство, ниту пак други права да оствари во секојдневното живење. Дали сметате еве дека добро ќе се заврши овој проект? Очекувате ли една голема бројка на лица кои што конечно ќе бидат видливи? Јас доаѓам од Оцек за превенција, каде што нашата работа е исклучиво информирање, укажување, превенирање во сите области на полициско работење. Значи тоа вклучува информирање на сите граѓани кои што не се во евиденциите внесени, кои што нема документација, да се јават на соодветно место, да се упатат и тоа да го остварат. Дури, и како што рековте, дека секој случај сам за себе е различен. Настојуваме да помогнеме колку што се може. Дури ова акција и кампања со невладина организација ДАја ќе се вклучиме да им помогнеме што повеќе да се идентификуваат, да се охрабрат граѓаните да пријават, затоа што секогаш тоа е поврзано со финансиски издатоци. И претходно кога сме разговарале, они се изјасниле, ние немаме ни 100 денари, а камоли повеќе, и не им се познати процедурите. Значи повеќе треба да говориме каде да се пријават, на кој начин тоа да го направат, и дека сега во договор со Министерство за правда, дека тоа ќе биде без финансиски надомес направено, и мислам дека и да останат некои ќе биде тоа многу мала минимална бројка, или она што тековно, како што кажа Срđan, дека мајката ќе го роди детето во болница, меѓутоа за да не ги плати трошоците таму,
ќе избега, ќе го напушти детето, ќе го остави, а после тоа не го запишуваат. Меѓутоа има начини тоа да се реши, значи да се влијае кај семејството за да детето биде запишано во законски рок и понатаму нели да може и други документи да извади, да оствари сите права, почнувајќи од образование, работа, социјална заштита, здравствена заштита и се оноа што сите други граѓани го имаат. Така, во овој момент тука наши гости се и од управата за водење на матични книги, Новица Ѓурѓевски, инаку заедно со Минду Насуфи, вие ќе ни кажете еве како институција, нели, како орган како ќе помогнете во решавање и вие на овој проблем. Ајде еве, нели сте од управата за матични книги, да апелираме, нели да им објасниме на луѓето каде може да се пријават, како да се пријават и кои се вашите планови за решавање на овој проблем во иднина. Благодарам. Поздрав до домаќините, поздрав до гледачите, поздрав до гостите тука присутни што се во оваа студио. Јас сум Новица Ѓорѓевски, доаѓам од управата за водење матични книги, подоцна оделение Куманово, Така. со звање раководител, инаку сега овластен е Менду Насуфи да раководи со подоцното оделение за матично работење во Куманово. Матичната служба во Куманово, така условно кажано сега, има неколку своји задачи, работни, да ги речам така, а тоа се упис во матична книга на родените, упис во матична книга на венчаните, упис во матична книга на умрените и издавање соодветни изводи и други документи и потврди што ги барат странките. Една од основните задачи, како што реков, е и вршењето упис во матична книга на родените. Подачното оделение за матично работење во Куманово постапува секогаш по овластен пријавител, а тоа согласно Законот за матична евиденција имаме неколку овластени пријавители кои што можат да поднесат барање до надлежен матичар за да се изврши упис во матична книга на родените. Така. Конкретно, упис во матична книга на родени за дете што е родено во здравствена установа, задолжително го пријавува надлежната здравствена установа во која е родено детето. Значи, тие се овластени и должни, согласно законот, да постапат и да го пријават раѓањето на надлежен матичар. Второ, обврска е исто така и на родителите да го пријават раѓањето на своето дете. Второ, трета институција, така да речам, може да биде и било која друга институција или лице, значи, кое ќе осознае дека е родено детето. Значи, не може да му се спречи на никој граѓанин да дојде кај нас во матичната служба или кај матичарот и да рече, ние имаме сознание дека тој и тоа дете на тој и тој ден таму и таму се роди. Сега, настануваат многу несакани ситуации кога ние од пријавителите како матична служба ќе побараме докази за детето што е родено. Не може да ги приложат осем здравствените установи. Здравствената установа прилага пријава за раѓање кога го пријавува соодветното раѓање на детето во здравствена установа. И ние постапуваме по таа пријава, вршиме упис, иако граѓаните не го знаат тоа докрај, се врши упис врз основа на пријава во рок од 30 дена, по службена должност. Независно од тоа дали ќе дојди родителот или родителите, или пак некој друг орган, институција или граѓанин кој осознал за раѓање на детето. И тука настануваат, условно кажано, недоразбирања помеѓу матичарот, да речам, така, условно, и одредени родители кои што во рок од 30 дена не го пријавиле своето раѓање и ќе дојдат, ќе го побарат изводот од матична книга на родени. И ќе велат, ние го сакаме изводот на родени, не сме знаеле дека е извршен уписот и немаме сознание што треба да направиме натаму. Што значи тоа? Дека постои една голема неинформираност на граѓаните за оваа состојба, дека се потребно
да дојдат родителите со документ за идентификација. Еден од родителите доволно е да дојди во кај матичарот надлежен за да го пријави своето раѓање, односно да го определи личното име на детето. Откако ќе го определи личното име на детето, значи истото може да се направи и во еден законски рок од 2 месеци пријувањето. И тоа не е спорно, но спорно е ако воопшто не се пријави личното име на детето, а го бара изводот. Тогаш имаме проблем. Не може да го издадеме изводот на странката која е овластена да го земе тој извод, заради тоа што немаме определено лично име на детето. Ама во случајот, ако се појави родителот или родителите кои ќе го определат личното име на детето, матичарот е должен да достави барање до Министерство за внатрешни работи, управно оделение, за да го побара за тоа дете во писмена форма да биде определен матичниот број и државјанскиот статус да биде утврден. Дури тогаш, откако ќе ни се врати во писмена форма, а сега и во електронска форма, веќе ќе почнеме да работиме, дека е определен матичниот број и државјанскиот статус на дете, дури тогаш може да се издаде бараниот извод на овластен подносител на барање за да го добие тој извод. А секогаш овластен подносител на барање за да се добие извод се, претпоставувам во овој случај сите знаете, родителите или да речам може и дури некој со полномошно да дојде да го добие тој извод. Тоа е едната работа што морам да нагласам тука и јас жалам за она констатација сега пред малку што ја слушнав тука дека незапишаните во матична книга на родени ги нарекуваме со секој како ќе сака или некој дури и несоодветен збор, невидливи или како рече Перица, фантоми. Искрено да ви кажам, јас велам дека тие луѓе се меѓу нас, не се далеко. Ние може би со нив се дружиме, но тие правно не се евидентирани. Нема документација за идентификација. Јас може би секој ден во јавен градски превоз се возам со нив. Јас во истото време може би секој дневно во иста продавница пазарам. На истиот пазар може би. Во истиот ресторан се хранам или што знам како да ви речам. Многу сум револтиран од ова што ги велиме ние тие се фантоми или невидливи. Значи тие се видливи, со нас живеат, меѓу нас се тие. Сега, ние како институција треба да направиме се тие луѓе пред се да бидат запишани во матична книга на родени, за да може да го земат изводот и со тој извод да појдат да си побарат документ за идентификација. Односно, лична карта или патна исправа, зависи од неговите потреби. Јас ќе ги набележам само неколку случаи што на нас, како матична служба, ни представува потешкотија во работењето, односно, ќе ги набележам само неколку случаи кои што се карактеристични. Заради неможноста да се изврши упис во матична книга на родените. Мајката нема никаков документ за идентификација. Секоја женска особа може да дојде и да рече, ако нема документ за идентификација, дека јас сум мајка на одредено дете и ќе да побара да биде запишано во матична книга на родени. Ние не можеме да го прифатиме случајот ако нема документ за идентификација да се отпочне постапката за упис во матична книга. Затоа сега имаме една акција која и независно од тоа што нема документ за идентификација, ги прибираме тие барања и можам сега одговорно да кажам дека пред да појдам на ова емисија, констатирав дека веќе имаме 50 барања, околу 50 барања примени кои што ќе треба да ги доставиме до нашата централа во управа за водење матични книги у Скопје и да се обидеме заеднички со другите институции на државата да ги решиме овие нерешени случаи, а се надевам дека не се само тие што се примени барања, има сигурно и уште повеќе, ама зошто велам дека ги има? Ги има заради тоа што граѓаните немат информација дека
можат и треба да дојдат кај нас за да го поднесат барањето и да направиме напори и усилби како би можело овој условно кажано проблем во наводниците да се надмине. Тоа е еден случај, значи како што реков, мајката нема никаков документ за идентификација и не можеме да извршиме упис во мачна книга. Детето е напуштено од страна на мајката, изгубило секој контакт со мајката, а детето не е запишено во мачна книга на родени. Значи, детето со мене може би дружи, со нас сите заедно тука дружи, јадеме, пиеме заедно, што се вели, се дружиме, ама на жалост мајката го напуштила детето и нема никаков контакт со неа. Не знае ни кај живее мајката, не знае ни дали е се уште и жива воопшто мајката. Мајката нема и не може да обезбеди извод мачна книга од матичната држава. Значи, имаме случаи кога мајката е родена во некој од бившите југословенски простори, но на жалост не може да добие извод мачна книга на родени за да ни го донесе кај нас оти покрај документот за идентификација, ни е потребен и низениот извод од мачна книга на родени, затоа што има повеќе податоци, а поштури се податоци внесени во документот за идентификација, за да можеме да ги внесеме и другите останати податоци што ги содржи матична книга на родените. Што е причина што таа мајка, што е родена, условно кажано сега во странство, а не може да обезбеди извод мачна книга на родените од државата во која е родена. Претпоставуваме дека има повеќе случаи, а еден од најкарактеристичните случаи е тоа што и таа не е запишана во мачна книга на родените. А има документ за идентификација, да речеме, задржан од бившата ни заедничка држава. Сега кога ќе дојде таа со тој документ за идентификација, ние прифаќаме, само тој е изминат рок на важење. Оние класифицирани лични карти, да речем така, условно кажеме. Значи, и мајката не е запишена во мачна книга на родени, проблем за нашето постапување. Двајца родители не се запишани во мачна книга на родени. Нити таткото, нити мајката. А сакат, доаѓат кај нас и велат, ние сакаме да го запишеме. Значи, прво условие да прво родителите се запишат во мачна книга на родени, па дури тогаш да постапуваме по барање за упис во мачна книга на нивното роденче. Детето родено додека мајката е се уште во законски брак со друго лице, а биолошки татко е човек со кого мајката живее во нерегистриран брак. Во брачно дете. Во брачно дете, што велиме ние тука. Ние го можеме да го запишеме тоа дете во мачна книга на родените доколку имаме подносител, документ за идентификација за подносителот, но кога ќе дојде да се определи личното име на детето, тогаш настануваат проблемите. Така. Вели вака мајката, овој е биолошки татко, со него сакам да го определиме личното име на дете, заедничко, согласно законот за личното име, но на жалост законот не дозволува. Законот вели мајката и таткото кои се во законот брак можат заеднички спогодбено да го определат личното име на детето. А не вели во оној нерегистриран брак. Так. Дали вие сметате дека ќе се реши ова на брз начин, и дека голем број на луѓе, еве додека трае проектот, голем број на луѓе ќе добијат своји документи? Моето лично мислење, јас сакам да го задржам мојот оптимизам. Так. Сакам да се надмине оваа ситуација со незапишани луѓе во матична книга на родените. Но со заеднички усилби на сите останати чинители во општеството, тоа може да се надмине. Так. За мене, како лично, како човек, како новица, јас апелирам едукација, едукација, едукација. Образование само може да допринесе до позитивно решавање на овој процес. Так. А што значи тоа? И во семејствата, условно кажано, било кое семејство, не е битно какво е семејство, што не е запишано дето во матична книга на родени. Ако има традиција дека треба
девојчето да се омажи на 14, 15 и 16 години, а да се смени таа заложба на семејството, тогаш може поедноставно мајката на детето кога ќе се породи со 18 години не е исто и кога ќе се породи со 14 години или постар малолетник со 16 години. Но сепак јас велам едукација и промена на свеста на самите семејства. На населението. Тоа е тоа што јас би сакал, уште една напомена би сакал тука да кажам, дека мајката кога ќе почине, а не е запишано лицето, а е возрастно. Имаме проблеми тука и мајката често пати се, не толку често, ама има случаи такви, кога ќе се породи во болница со користејќи туѓа здравствена легитимација. Не имаме тогаш податоци за мајката, таа што ја однела здравствената книжка од која се црпат податоци, се устрои пријавата на раѓање во здравствената установа и со тие податоци доаѓаат кај нас. Тогаш настапува проблемот кога ќе дојде и ќе тврди мајката: јас, искрено да ви кажам, се породив со здравствената книжка на сестра ми или на некоја тетка, заради тоа што јас не бев здравствено сигурен. Така. И тогаш бара запишување во матична книга на родини, тогаш имаме поголеми трошоци и за странката и за сите нас и упатуваме на спор пред судот да се утврди мајчинството. Така. Благодарам на стопено време, ве молам, останува моја заложба и мој допринос да дам и понатамошна дискусија. Така, со нас е и Ашмет Елизовски, национален ромски центар. Само микрофонот ќе го земете. Еве да ни кажете и која ќе биде вашата заложба за решавање на овој проблем? Благодарам. Пред се благодарам што не покани Национален ромски центар да се вклучиме во оваа емисија. Емисијата бара многу повеќе време и не само оваа емисија и понатаму, и ова треба да биде направено така што да има дебатирање, не само искажување. Национален ромски центар работи на полето на остварување на правото на лична документација. Во моментот спроведуваме и активност со поддршка од Европската унија и насловот е без разлики и успешно го донекаде спроведуваме и досега регистриравме одредени луѓе и имаат своја идентификација. Но она што сакам да го кажам дека за жал јас сум разочаран биќе не слушнав од представниците од официјалните институции, Министерството за труд и социјала, Министерството за внатрешни работи, од Министерството за правда, од управата, дека всушност има одлука од владата, каде Министерството за труд и социјала, заедно со управата за решавање, ќе имаат насоки како да се решаваат работите. И ова не е акција и не е волја, туку политичка одговорност, а волјата е да се реши доколку се дојде до некоја одредена бариера. Инаку ова е произлезено од повеќето резолуции на Советот на Европа и од последниот состанок и присуството на господјата од Европската комисија, Мартина Фидалго, кога и премиерот учествуваше на таа средба, и тогаш насоките дојдоа од Европската унија. Што значи, мене ми е жал, зашто господинот Новица спомна едукација. Затоа ја упатувам, како ром, да се едуцирате и вие и да ги почитувате одредбите што доаѓаат од највисоко ниво и одредби. Зашто, за жал, јас сум разочаран. Ако не ја спомнале одлуката, дека всушност имаат одлука, таа одлука е меродавна, таа е законска, имаат обврска. Значи, не дека родителите само ова или она. Но меѓутоа, да оставиме сега на тоа. Друга работа што сакам да спомнам, во период од 2006 до 2009 имавме исто така еден сличен доброволен без проект активно со Министерството за правда, бидејќи имаме канцеларија која регистрирана се во Министерството за правда за давање бесплатна правна помош. Имаме меморандум за соработка со народниот правобранител, меморандум за соработка со управата на Министерството за внатрешни работи за
работат со граѓанскиот сектор, значи, и сакам и Министерството за труд и социјала, и сакам да спомнам дека нашата, кога зборам за Куманово, нашата медицинска установа, болницата, секојдневно не контактира и секојдневно. Вистина, има случаеви на породување со различни клинички, има случаеви на породување без документи, значи волјата реално многу повеќе ја прават луѓето од болницата, кои ги пораѓаат жените, кои немаат документи, значи, и всушност треба да се плати тоа. Но меѓутоа се наоѓа некој излоч, некогаш вака и онака. Она што сакам да го спомнам сега е дека проблемот за луѓето кои се натропја и сега се вика жал ми е што ги викаме фантоми или отфрлени или како и да е. Тоа е вистина. Тие се надвор од системот. Тие се заборавени, дури би кажал. Не само роми, ние регистриравме и македонски деца, кои поради обврска или разведување на родителите, развод на бракот, останале запишени. Но како и да е. Значи, не се гледаме тука дали ќе се работи сега за роми или за други, зборуваме за граѓанската одговорност. Сите ние сме граѓани на Република Македонија, но од друга страна сите ние треба да се информираме и пошироко и поодговорно. Она што јас, како човек кој бев едно време и преку парламентот изгласен и бев во една управна институција и работев, значи имаш одговорност пред надлежните да ги спроведуваш одлуките кои се донесуваат, дали тоа ќе биде одлука или препорака или ќе биде ставена како посебна законска мерка, треба да се почитува. Во овој момент Министерството за труд и социјала заедно со управата спрема таа, значи, одлука и препорака која неколку пати беше кажена на пресконференцијата и вчера, една година по владата, што се одржа средбата во Александар Палас, премиерот го спомнува дека треба само со едно пријавување, со едно ливче, ова е, цитирам, изговор на премиерот, на владата, дека со едно ќе се даде информацијата, а понатаму службите ја презимаат одговорноста да го тераат процесот. Дали ќе дојде до момент за ДНК, кој ќе ја плати ДНК, не знам за тоа, не навлегувам, но тоа се средства, тоа се огромни. А Министерството за труд и социјала исто така треба, бидејќи ние во институциите сме поделени на партиски основи. И зборам пред се за Министерството за труд и социјала, мене ми е жал што тука е мојот сонародник. Добро, да не навлегуваме. Не, извинете, немојте право да ми го земате. Толкова... Правото немате право да ми го земате. Зборувам за правото на невидливите. Јас сум тука не да критикувам. Јас сум тука да отворам диалог дека е потребна одговорност така, за спроведување, не акција. Зашто има случаи, убаво спомна господјата Билет. Ако направат луѓето без легитимитација, ова прекршок, ти идат во затвор. А и друго да ви кажам, со турска тапија се правеше денационализација. Се враќаше името, така? Так. Со поранешна југословенска лична карта не може да се регистрираат луѓето. Сега објаснете ми вие. Ги прашави повеќето правници. Немаат одговор. Значи, ова ви го кажувам од искуството, значи немој да ме сваќаат погрешно. Да видиме што има да кажат другите поврзано со... И вие како медиум, и вас ќе ви упитам, треба секогаш да инсистирате, не да кажувате акција. Ова е одговорност. Одговорност е и на медиумот, бидејќи вие сте за граѓаните, а ние ве слушаме и она што го кажете да биде вистинска информација. Да видиме што има да се надова, има ли некој да се надоврзе нешто конкретно за оваа тема? Јас ако дозволите мала реплика на поштован соговорник, јас спомнав дека имаме 50 барања во задните неколку месеци кои што ќе треба да ги процесуираме и да одлучува нашата дирекција во управата за водење маршрутни и Скопје. Значи, тоа не е акција, тоа е редовна работа, секојдневна, но на жалост, заради тоа што нема соодветни документи, дали се тоа документот за идентификација, дали нема
речи го да е извод на родени, извод на венчан или некој друг документ, лицето што поднесува, каков исход од оваа задача ќе видиме на крајот, кога ќе се заврши ова сето. Мојот оптимизам останува и понатак. Овој, условно кажано така да речам во наводници, проблем да се надмине, да се заврши за секој упис во матична книга на родени, да си добие соодветен извод на родени секој лице, да може да си земе документ за идентификација пред се, дали ќе биде тоа лична карта или патна исправа според негови потреби. Само така можам да се чувствувам горд дека сум работел во институција која допринела за намалување на овој број на невидливи, како што ги рековте, или фантом, или не знам како да ги крстиме сите тие лица што нема документ за идентификација. Со тоа сметам дека не само што ќе се намалува бројот, туку еден ден и ќе исчезне. А вака ако останеме под тепих да ги туркаме работиве, тогаш ова работа за денеска што сме собрани тука да дискутираме, не само дека се проширува, ќе се зголемува бројот на невидливите. Условно кажано и фантоми, таму како ги реков. Така, да видиме само дали има уште... Имам, добро. Така, ние секогаш кога зборуваме за ова проблематика и слични проблематики, на жалост многу ги имаме и споро ги решаваме. Кога кажуваме, кога зборуваме, темата ни е ваква, често избегуваме на некој начин да ги окривуваме граѓаните, родителите, тие што не пријавуваат, тие што не... Јас мислам дека секогаш за положбата, за состојбата вкупно на граѓаните, на дел од граѓаните, пред се е системот, пред се е државата, па после доаѓаат граѓаните. Ја не би можел да се сложувам целосно со тоа дека родителите не доаѓаат, не... Вистина е тоа, јас знам, секојдневно сме се среќавали и ние со тие проблеми, често сме ишле, понекогаш сме станали досадни, понекогаш може би не тонот дека сме го дигале, пошто мислењата сме ги вкрстиле. Меѓутоа, по мене, чим има зачеток на нешто, чим се раѓа во установа, во болница, во овој случај, веќе сите патишта се отворени. Државата ги има законите, ги има механизмите по кои после може да ги натерува родителите. Нажалост, пуно случаеви знам дека и во такви случаи тешко се запишувале. Тешко се запишувале, ја уште еднаш се повторувам. Премногу рестриктивно се толкуваат правните норми. Премногу сме централизирани како општество. Не викам во службата нивна, него во многу служби, дотичниот вработен таму, дали како раководител, дали како службено лице, во друга позиција, нема смелост да решава без да се допишува со централниот орган, раководителот што го има над себе. А нажалост, толку сме спори како администрација, со месеци траат постапките, па после луѓето на некој начин им доаѓа до тука, па се откажуваат. Сега кога зборуваме те фантомите ово, нажалост така мора да ги викаме. Виолета спомна дека тие па сега по врските и правата не се одвоени, не може да ги извојуваме. Значи ние за тоа што не се запишувани, спомнуваме овде само патната исправа и личната карта, ги забораваме, а другите права. Значи уште од раѓањето тој нема право на ништо, нема право, ајде да не викам само право на гол живот има. Нема право на здравство, да се контролира кај лекарите, да се школува и така натаму. Меѓутоа, не дај Боже да стори нешто, веднаш ќе најдеме начин, како кажа Виолета, да го стрпаме у Идризово. Така. Нели? Само реченица или пола реченица. По таа логика, ако некој од тако убива некого, банална е споредбата, меѓутоа треба тогаш убиството треба да го подведуваме како последица на виша сила,
на такви работи, затоа што таа особа фактички не постои, само дише воздух во Македонија, а како субјект не постои. Значи, за тоа треба да бидеме малку потолерантни, помалку рестриктивно да ги толкуваме нормите и така натаму. Да. Затоа е да, битно може само да се реши ова прашање, бидејќи и одговорноста е да сноси, ама и нели правата да му се дадат. И мислам дека денеска сите овде сме заедно да дебатираме во иста насока, иста цел имаме сите, а сега за одговорностите на институциите и на другите си има нели процедура и за тоа. Ама еве сега еден заеднички апел нели од сето ова да извлечеме до граѓаните, заеднички на терен да излеземе и да допринесеме. Ќе продолжиме нашата дискусија и се враќаме за кратко во студиото. Останете со нас, ќе продолжиме понатаму. Kilometri brojam daleku od sebe, kilometri odam daleku od tebe, daleku od doma, daleku od sve što imam, od sve što imam. Najdo fotografija vo crno-belo, a na neja nije sme zajedno na denot. Na neja gledam sreća, na neja gledam sve što imam, sve što imam. Mi fali, tvoj mis na jorgovan mi fali, fali, tvoj mis, mene duša da mi gali. Mi fali, za veline gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma, mi fali. Kilometri brojam daleku od sebe, kilometri odam daleku od tebe, daleku od doma, daleku od sve što imam, od sve što imam. Mi fali, tvoj miris na jorgovan mi fali, fali, tvoj miris, mene duša da mi gali. Mi fali, za veline gnjezda si dojdam, mi fali da sam doma. Mi fali, tvoj miris na jorgovan mi fali, fali, tvoj miris, mene duša da mi gali.
naređi sreća na ruba i poveduva. Bez tebe ja ne postojam. Večnosta, večnosta, niz mojte misli proteči, okovaj nebo brega ti, skrati mi mojte nemiri, pokaži mi kaj ljubov ta, nareži sreća na ruba. Večnosta, večnosta, niz mojte misli proteči, okovaj nebo brega ti, skrati mi mojte nemiri, pokaži mi kaj ljubov ta, nareži sreća na ruba i poveduva. Така, ние сме назад во студиото и да го продолжиме нашиот разговор. Само дали има некој да се надоврзе, господинот Шмет, мислам дека рече. Јас би сакал да прочитам значи она што е напишано. Министерството за труд и социјална политика како координатор на акцијата во соработка со управата за водење на матични книги и со Министерството за внатрешни работи планира средства во рамки на стратегијата за ромите во Македонија за поддршка на оваа категорија на лица и со тоа ќе се учествува во решавање на овој проблем, велат од Министерството за труд и социјална политика. Инаку 500 луѓе роми се регистрирани кои се наречени фантоми. А инаку 20.000 луѓе се соочуваат со овој проблем во Југоисточна Европа, а во светот има 12 милиони. Така, има ли некој нешто да одговори на ова прашање? Така, Јас господјата би сакала Дилбер. да поставам едно прашање до новиот раководител, бидејќи вие сега ќе бидете идниот раководител, со вас ќе треба да соработуваме. Ме интересира, знаеме сите дека нашата министерка од Министерство за труд и социјала Мила Царовска јавно го кажа тоа, дека сите документи што ќе бидат поднесени, ќе бидат подмирени од Министерството за труд и социјала. Дали, моето прашање е, дали се практикува тоа до сега, велите дека имате 50 пријави поднесоци, дали се практикува да не се наплатуваат документите? Благодарам за прашање. Јас со знанием да има ги прима документи тој за новороденче без уписан во матичник на родени и ги прима документи ги испрати по службена должност од наша централна управа ги реши тој проблем. Така, да видиме дали има уште некој кој што сака да се Може ли надоврзе ја да се на... надоврзам на колегата со законот за Така. општото постапка, секој кој што решава е должен сите докази што се потребни, а што може по службена должност да ги прибави, е должен, значи, да ги прибави по службена должност и тогаш не се натовар на странката. Но, на жалост, имаме некои докази кои што може само на лично барање на странката да се добијат тие докази. Еве, условно кажано, ние бараме од медицински центар за вакцинација да ни се приложи документ дека
одредено дете што не е запишано во матична книга на родените е вакцинирано. Ние го немаме нити името, нити презимето на детето, како да се обратиме до надлежна служба за вакцинација, за да ни даде документ дека тоа дете е вакцинирано. А тој документ го има мајката, доколку го носи детето на вакцина, и таа е должна, согласно позитивни законски прописи, да го приложи меѓу другите останати документи што ќе се прибават по службена должност. Ако мајката е родена на територија на Република Македонија, ние по службена должност нејзиниот извод можеме да го прибавиме од било која матична служба. Така. Тоа е тоа. Така, само, ајде, повелете. Повелете. Така. Уште само кратко нешто јас би сакал да кажам. Ако согласно Законот за семејството и Законот за определување на лично име, вели дека родителите спогодбено го определуваат личното име, вадат документи, се грижат, значи согласно своите родителски права за детето, тогаш зошто се дава акцент и привилегија на мајката да биде таа круцијална при прибавување на доказна документација за упис за новороденче. Значи, јас тоа го кажувам како правник, би требало да се направи измена во тој дел од законот, бидејќи во, да не претерам, ама сигурно 70% од случаевите, родителите, односно татковците, се државјани на Република Македонија со уредна документација. Значи, и тие би можеле да приложат документација, па по начело на сродство, значи би можело од страна на таткото да се добијат сите потребни документи. Значи, би требало да размислуваме малку по инвентивно, како да кажам, да не гледаме само во рамките на законот. Да, се што можеме и во рамките на она што е позитивна пракса. И позитивната пракса е извор на материјалното право во Република Македонија. Па да користиме и од другите региони и други држави кои што имале позитивна пракса, би требало да, спомнавте едукација, да се дозволи малку посета и во другите држави надвор, па да видиме како они ги решаваат овие проблеми. Па белким ќе научиме нешто од нив, бидејќи секогаш учиме од други. Ако нема да научиме од нас самите тука, ќе научиме нешто и од другите. Да упатам еден апел до сите представници од институции. При примање на едно барање, да ја погледнеме која е крајниот резултат од тоа барање. Кој е барањето на странката, а не да изнајдеме некој само изговор за да не го прифатиме барањето и да го отфрлиме. Значи, јас и моите колеги кои што работат во Центар за социјална работа се трудиме секогаш да ја погледнеме која е поентата на тоа барање. Може би странката поради своето непознање на законот и никој од нас граѓаните не е обврзан да го познава законот, меѓутоа тоа не го прави имун, нели? Поради непознавањето на законот. Да го поучиме и да го потпрашаме на што конкретно му се однесува тоа барање за да го оствари тоа право. Од тука би можеле да изнајдеме, како да кажам, да се остави на диспозитивното право на самиот вработен да одлучи кои закони ќе ги користи во интерес на странката, кои институции ќе ги искористи за да соработува, да дојде до потребното барање. Колегата спомна, Законот за општа управна постапка ни го дозволува тоа право. Ние како службени лица да побараме од други институции потребни документи на терет да бидат на самите институции, а не на терет на странката. И тоа, јас верувам, 90% од случаевите поради немање на финансиски средства, значи не ни отпочнуваат овакви постапки. Јас ќе ја напомнам само постапката утврдување на татковство и ДНК, значи тоа во најмала рака околу 500 евра кошта, значи 400 до 500 евра. Еден обичен граѓанин кој што собира суровини, не знам, отпадни материјали, јас се сомневам дека би можел сам да ги покрие овие трошкови. Исто така да напомнам, лицата без документи кои се пораѓаат, при напуштање на болницата мора негде околу 500 евра да платат. Значи тоа е голем издаток, па може би како една акција би требало да се размислува и на овие мајки кои што се пораѓаат без документација и без регулирано здравство, дали ќе биде со одредена партиципација или ослободување
би требало надлежните органи да размислуваат и на оваа тематика како еден од условите на решавање, навремено решавање на овие проблеми, за да не дозволиме овој маѓепсан круг да продолжи понатаму и да се наследуваат генерација во генерација. Така, само да видиме и од организацијата да има да искоментираат. Ми се допадна целата дискусија Така. во врска со тоа како сега започнува, како ќе се одвива за понатаму. На почетокот намерно го изоставив тој дел, на крајот на проектот ќе имаме и брифинг, што во вид на публикација ќе биде едно сублимирање на целата наша активност, меѓутоа и на сето она што било работено во рамки на државните институции. Значи, какви постапки биле водени, како било решавано. Сите тие неправилности што ќе ги воочиме, ќе сакаме јавно да ги кажеме, затоа што нема премолчување. Од друга страна ќе бараме на примери решавање за да не се повторат. Како што спомна колегата, ќе одиме и превентивно за сите оние идни случаи. Значи ќе ги решаваме оние конкретни што сега се препознаени на терен, меѓутоа ќе гледаме веќе во иднина да не доаѓа до тоа. Што се конкретни проблеми ќе ги воочиме, надворешен експерт ќе изработи публикација која што потоа ќе биде поделена по институциите и како што спомна колегата, можеби ќе треба да присвоиме туѓи позитивни искуства од странство за да ги решиме нашите конкретни проблеми. Тоа што било, да го заборавиме, да трнеме напред. Сите сме сложни дека ќе има поместување, да го направиме тоа. Така, почитувани, јас ви благодарам што бевте дел од ова наше студио, ова наша емисија. Се надевам дека ќе најдете решение за овој ваш проблем и дека сето ова ќе стане минато. Почитувани, вие останете со програмата на К3 телевизија. Се гледаме веќе од понеделник со нови теми и со нови гости. Имајте убав ден.